Се пролонгира агонијата на тиквешките лозари. По вчерашниот состанок со градоначалникот и двајцата пратеници од Кавадарци, лозарите се децидни во ставот дека доколку до утре владата не одговори на нивните барања за конечно оформување на откупните цени согласно квалитетот на грозјето, тие ќе излезат на протест пред владата. Обеќаната цена од министерот Аријани Хоџа 13 денари за вранецот и 11 денари за смедеревката, со шеќер на смедеревката од 16 до 17 и на вранецот од 18 до 19 до вторник, тоа е фактички до утре, да ни дадат одговор. А одгоре од министерот кажа дека состанок ќе имале во среда винарите со владата. Али тоа пак ипак не е добро, затоа што и ланската година така растури цената од 13 вранецот го направија на 11, а во Тиквеш откупуваа гројзе по 6 и 7 денари и државата ништо не презема за тоа гројзе од 6 и 7 денари, што требаше да го обештете или државата, или Тиквеш, или да го казне инспекторатот. Од утре да видиме доколку не се стави некој ред на откупните цени, тогаш ќе видиме, ќе се договориме утре со лозарите, тие што беа 60, може да ќе дојдат и повеќе, да видиме, па ќе излеземе ако треба и пред влада. Лозарите велат дека годинашниот род е со ретко добар квалитет, каков што немало 40 години. Ако лани 20 до 30% од грозјето било скапано, годинава технолошката зрелост на родот достигнувала од 16 до 23 лигани, во зависност од сортата на грозјето. И според нив, реалната откупна цена би требало да биде 16 денари за смедеревката и 18 денари за вранецот. Тие пунктови договарат цена уште пред една ден-два, али цена е по оваа ниската цена. 11 денари бранец на почек, 10 денари за во готово и смедеревката 9 денари со 8. Поради ваквите состојби со недефинираните цени, нешто што требало да се реши многу пред почетокот на откупот и со што се остава можност секој откупувач да откупува грозје по цени според слободно наоѓање, а на штета на производителите, тиквешките лозари во саботата револтирани го кренаа својот глас и демонстративно го истураа родот пред винаријата Тиквеш, насилно влегувајќи дури и во кругот од винаријата. Ресорниот министер Хоџа пак во незадоволството и реакциите на лозарите препознава политика, односно дека одредени политичари и градоначалници сакале политички да поентираат на маката на лозарите. Тој тврди дека бил во постојана комуникација со лозарите и дека ништо од ветеното не било надвор од рамките на она што било разговарано. Инаку, според проценките, вкупниот годинашен род од грозје тежи околу 70 милиони килограми, што според лозарите, во однос на лани, бил за околу 20 милиони помалку, а тоа се должело најмногу на апсолутната негрижа на државата и за оваа гранка.